Почитувани, добар ден, добро дојдовте во вестите на Канал 8. Министерството за земјоделство не може да гарантира откупна цена за оризовата арпа, затоа што се работи за пазарна категорија. Таков е одговорот на ресорното министерство во врска со барањата на земјоделците од регионот. Токму пред стартот на овогодишната жетва на оризот, земјоделците побараа гаранции од државата за минимален износ на откупната цена на арпата. На протестот, што неодамна се одржа во Облешево, беше речено дека сегашните 15 денари за килограм се неприфатливи, затоа што со нив тие не можат да ги покријат трошоците за производство. Затоа побараа ресорното министерство да ја гарантира најниската откупна цена, за да можат да направат калкулации за исплатливоста на производството. Министерот Трајан Димковски пак смета дека станува збор за барање што не може да се испорача, затоа што станува збор за пазарни законитости кои ја определуваат и откупната цена на оризот. Мислам дека е погрешен пристап и кога зборуваме за гарантирана цена, тоа беше едно друго општество кога имавме она договорена економија и се знаеше кој за кого произведува и по која цена. Во моментот пазарните услови си ја одредуваат цената, ќе ги следиме околностите и движењето, а нашето она што ние максимално може да направиме е токму отварањето на пазарот, промоцијата на нашиот производ, бидејќи министерството само за промоција на домашни, производи од земјоделство некаде 1 милион евра имаме во буџетот за промоција преку саем. Жетвата на оризот од овогодишната реколта веќе е започната, но за сега никој со сигурност не може да каже ќе има ли некакво позитивно поместување на откупните цени. Според откупувачите, се уште е рано да се види движењето на пазарот, односно каква ќе биде побарувачката, особено понудата од конкуренцијата, со оглед што има и увоз на ориз од други земји. На протестот во Облешево, земјоделците ги кажаа минималните износи под кои не сакаат да падне откупната цена годинава. Не 17 денара не е производната цена, и ако не биде 25, ја мислам дека нема што да тражиме. Поубаво да ги оставиме нивите, децата да одат, ние ќе испаднеме како од Сирија тие што бегат и ние бегалци ќе станеме. Земјоделците се заканија со нови протести и блокади на патиштата ако не добијат поволни откупни цени. Како ќе се одбива состојбата, ќе се знае наскоро. Инаку, годинава во регионот има околу 4000 хектари со ориз, од кои се очекуваат околу 22.000 тони оризова арпа. По повеќе годишно исчекување, жителите на улицата Кирил и Методи конечно ќе добијат фекална канализација. Изградбата треба да почне по завршувањето на тендерската постапка за избор на изведувач, а општината ќе инвестира околу 160.000 евра. Делови од улицата Кирил и Методи во Кочани, кои не беа поврзани на фекалната канализација, конечно ќе ги добијат потребните стандарди за собирање на отпадните води. Станува збор за кракот 1, 2 и 3 на оваа улица, чии жители се соочуваат со комунални проблеми за кои повеќе пати имаше реакции. Заедно со фекалната се планира да се изгради и атмосферска канализација, како и нејзино поврзување на постојниот колектор. Локалната самоуправа на Кочани почна постапка за избор на изведувач на градежните работи за фекалната и атмосферската канализација, при што се планира да се инвестираат над 10 милиони денари. Средствата се обезбедени од буџетот на општината. Вкупната должина на колекторот и на двете мрежи изнесува околу 1700 метри, при што предвидено е да се изградат и 70 бетонски шахти со различен пречник за поврзување на крајните корисници. Постапката за избор на изведувач на работите е веќе почната, а повикот за пријавување на заинтересираните фирми трае до 10 октомври. По завршувањето на изборот и исклучувањето од договор, фирмата што ќе ја гради канализацијската мрежа ќе има рок од 9 месеци да го комплетира колекторскиот систем. Песочната подлога на детското игралиште во градскиот парк се менува со гумена. Со тоа значително ќе се подобрат условите за игра на најмлалите, а активноста е заедничка на општина Кочани и компанијата Антура МК. Во договор помеѓу општина Кочани и компанијата Антура МК, која лани донираше опрема за ова детско игралиште, се работи на подобрување на условите за игра на најмладите. Според стручните служби од општина Кочани, се работи на поставување бетонски слој, градежна активност што ја финансира општина Кочани. Врз бетонот со донација од Антура ќе бидат поставени гумени плочки на површина од околу 200 метри квадратни, што ќе овозможи побезбедно користење на овој простор од страна на децата.
Со ова Антура МК ја продолжува грижата кон најмалите жители на Кочани и потврдува дека корпоративниот успех на компанијата носи обврски за вложување и подобрување на целокупното општество, а не само остварување на финансиски профит. Општина Кочани им благодари на сите фирми што ќе покажат општествена одговорност и ги повикува сите компании кои соработуваат со општина Кочани да покажат општествена одговорност и да дадат свој придонес во различни проекти со кои ќе се подобри квалитетот на животот на граѓаните. Државниот централен регистар ја спроведува акцијата Отворени денови со граѓаните, преку која заинтересираните можат да добијат информации за неговата работа. Акцијата започна од Кочани, при што во предвидениот период имаше повеќе заинтересирани лица, пред се од делокругот на работење на институцијата. Централниот регистар на Македонија го продолжува спроведувањето на акцијата Отворени денови со граѓаните, при што стручни тимови од институцијата разговараат со заинтересирани граѓани за повеќе прашања што се поврзани со нејзиното работење. Акцијата се реализираше и во Кочани, односно во регионалната регистрациона канцеларија, во која граѓаните ги добиваа потребните информации и одговорите на нивните прашања. Како сервис за граѓаните, Централниот регистар е должен постојано да ги следи барањата на корисниците и на сите граѓани, всушност кои што имаат потреба од услугите на Централниот регистар, затоа како дел од низата проекти и активности кои што ги спроведува оваа институција, се со цел да изгледа во пресред на граѓаните и оние таргет групи кои што директно се вклучени во комуникација со институцијата за завршување на своите обврски кон истата. Ние сме тука постојано да ги следиме нивните барања, нивните потреби, да видиме каде им сме им потребни директно да помогнеме при извршување на нивните активности кон институцијата. Затоа еве честние што денеска имавме можност да се состанеме, да се сретнеме со представници на одредени таргет групи, како што се адвокатски друштва, сметководствени друштва и така натаму. Во текот на активноста во Кочани, поголем број заинтересирани граѓани и стручни лица остварија контакт со представници од Централниот регистар. Најголем интерес имаше за можностите за измена или дополнување на одредени законски решенија, со што би се олеснило добивањето на услугите од институцијата. Отворените денови со граѓаните почнаа минатата недела, а до почетокот на идниот месец слични средби ќе се одржат и во Струмица, Велес, Прилеп, Скопје и Охрид. ПХВ дефиле организираа младите на Црвен крст Кочани како дел од програмата за одбележување на неделата за промоција на хумани вредности. Сите заеднички упатија пораки за толеранција, мир и соживот и го означија успешниот крај на проектот Црвен крст во акција за оваа година. Програмата Црвен крст во акција промоција на хумани вредности представува национална алатка за привлекување и задржување на волонтери во Црвениот крст. Младите добиваат обука за вредностите на Црвениот крст, учат за културата како систем од вредности, за културата на диалог како основен предуслов за градење на интеркултурно општество. Тие во текот на овие обуки добиваат и практични знаења како да изработуваат мали проекти за добробит на заедницата во која што живеат, а при тоа се охрабрени да ги користат сопствените капацитети за изработка на проектите преку кои помагаат на ранливото население. Секоја година во рамки на програмата се одбележува и недела на промоција на хумани вредности и тоа од 21 до 27 септември. По тој повод годинава се организираше ПХВ дефиле, каде што волонтерите од Црвениот крст Кочани, поаѓајќи од паркот па се до плоштадот и повторно назад, продефилираа низ улиците со цел сите заедно и моќно да пратат порака за вклучување, соживот, толеранција и мир. Младите од Кочани годинава во рамки на програмата реализираа 5 такви мали проекти. После успешниот завршен ПХВ циклус, која секоја година почнува во месец јануари и трае до месец мај, секоја година од 21 до 27 септември се одбележува ПХВ неделата, каде што учесниците во ПХВ циклусот секоја година одржуваат различни настани. Оваа година се одржува ПХВ дефиле, под мотото дефилирај, не се фолирај. Целта на ова дефиле е да се пренесат пораки за соживот, мир и толеранција. Поканети се ученици од сите 4 основни училишта во градот, како и дечиња од специјалната паралелка од Малина Попиванова. Денеска, значи, ќе започнат со дефилето, се започнува во самиот парк. Маршрутата е да се направи круг до плоштадот и повторно да се вратиме во паркот.
Сакам да кажам дека во текот на 2019 година на национално ниво вклучени се вкупно 1100 младинци кои има добиена обука за изработување на ПХВ проекти. Направени се 150 мали проекти, помогнато или поддржани се околу 3800 лица и всушност се вложени 34.000 волонтерски часови. Во Кочани реализиравме 5 такви успешни мали проекти, од кои два проекта беа оценети со сонце. Младите организираат и креативни работилници на кои ќе се изработат пораки за вклучување под мотото "Дефилирај, не се фолирај". Новиот ПХВ циклус ќе започне со почетокот на новата 2020 година. Северно од Македонија, стендап комедијана Сашо Тасевски за почеток на отворање на фестивалот за хумор и сатира Инвиница Веритас, кој започнува в понеделник на 30 септември. 5 дена виничани и гостите од соседството ќе ги полнат батериите со хуморот на актерите од Битола, Благоевград, Скопје, Врање и Лесковац. После богатото културно лето, општина Виница продолжува со нов есенски културен бран кој започнува од понеделник 30 септември со отворањето на меѓународниот фестивал за хумор и сатира Инвиница Веритас. Следната недела Виница ќе има еден сеопфатен репертоар на комично-сатирични содржини кои ќе внесат еден нов ведар и позитивен импулс во нашето секојдневие. Следната недела, поточно од 30, една неделна програма на еден од најдобрите фестивали во нашата држава, тоа е фестивалот за хумор и сатира Инвиница Веритас. Меѓутоа, заедно со Домот на културата и општина Виница, ќе дадеме прилика на многу театри, не само во нашата држава, туку и во соседните држави, а тоа е во Бугарија и Србија, да презентираат и да дадат еден сеопфатен културен аспект, посебно во делот на хуморот и сатирата. Меѓутоа, ќе имаме и презентација на книги и други содржини. Затоа ве поканувам од моје име, од име на општина Виница, заедно со директорот на Домот на културата Јовица Илиев, да се придружите кон овие настани и да дадеме една подобра и поголема слика за културните манифестации кои што ги одржуваме не само сега за овој фестивал, туку и за сите досегашни фестивали и настани кои што ги овозможува нашата општина. Со прогласувањето на најдобрите карикатуристи од конкурсот за карикатура, чие мото годинава е трагачи по парадокси, и отворање на изложба од истите, започнува официјалното отворање на фестивалот Инвиница Веритас. А на театарската сцена прв ќе настапи Сашо Тасевски со представата Северно од Македонија. Свеченото отварање на фестивалот ќе биде на 30.10.2019 година со почеток од 19 часот и 30 минути во фоајето на Домот на културата Тоша Арсов од Виница со отварање на изложбата на карикатури од овогодинешниот конкурс распишан од страната на Домот на културата под наслов Трагачи по парадокси. Веднаш потоа ќе следува и стендап со Сашо Тасевски, наречено Северно од Македонија. Наредниот ден во вторник, на 1.10, во 20 часот ќе биде дадена представата Живот, макар и краток, од Благоевград, Бугарија. И годинава повтор пат ќе има интернационална вечер на хумор и сатира и карикатура, во чии рамки ќе бидат промовирани две нови книги со афоризми, Женско писмо и Трагачи по парадокси 2, која воедно ќе биде и пета книга од едицијата Балканска сатира на фестивалот, пошто истата вечер ќе гостува театарот Бора Станковиќ од Врање. Фестивалот ќе биде заокружен со настап на актери од Битола, кои ќе учествуваат со комедијата Кокошка во режија на актерот познат по своите стендап комедии Маријан Ѓоргиевски.
Почитувани, тука ги извршуваме вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.